Токму заради тоа што нежната бебешка кожа во самите почетоци на новороденото, во првите месеци се уште навистина неа има изградено својата заштитна бариера, е многу почувствителна на сите надворешни сензации, на прво место на сончевите зраци. Значи, сончевите зраци ние знаеме дека се генерално доста штетни за кожата на секој еден од нас, меѓутоа многукратно повеќе се штетни за нежната бебешка кожа и генерално нашите препораки се бебето воопшто да не се изложува на сонце во првите месеци по породувањето. Баш заради тоа што се уште кожата нема развиено своја заштитна бариера. Меѓутоа, доколку бебето се разбира е изложено на сонце, знаеме дека сончевата светлина е потребна за продукција на витаминот D. Во тие периоди навистина е потребно бебешката кожа да биде заштитена со креми кои што одржат заштитен фактор. Значи, овој заштитен фактор навистина нема да спречи да се продуцира D-витаминот, туку заштитниот фактор само ќе ја спречи кожата од изгореници и од оштетувања настанати под дејство на штетните UV зраци. Тоа е всушност целта на нанесување на креми кои содржат заштитен фактор. Меѓутоа, се разбира, типот на крема е многу важен. Кај нежната бебешка кожа треба многу внимателно да одбереме креми кои содржат физички или минерални филтри, креми кои навистина не се штетни за бебешката кожа, се разбира со највисок можен заштитен фактор, како што е најмалку 30 или 50, бидејќи бројот на заштитен фактор всушност зависи од тоа колку време од како ќе го нанесеме тој крем со заштитен фактор, бебешката кожа ќе биде заштитена. Па така, доколку кремот содржи понизок заштитен фактор, ќе треба да се нанесува доста почесто, додека кај кремите со повисок заштитен фактор нанесувањето не е толку често. Кога ќе кажеме не е толку често, ова значи дека на едно новородено бебе крема со заштитен фактор PSK, за да биде соодветно заштитено, треба да се повторува најмалку на 2 часа за воопшто тој заштитен фактор да ја постигне својата заштита. Исто така, не само времето на апликација, многу важна е и количината на апликација на крема. Значи, кремата нанесена за да успее да ја заштити кожата и да направи надворешна бариера, всушност треба да биде нанесена во доста сериозна количина. Тоа е секој дел од телото кој би бил откриен, експониран на сонце, треба да биде заштитен со фотозаштитен крем. Ние знаеме дека сончевите зраци продираат и преку облаци, и преку дебела сенка под која бебето може да го ставиме. Па така, секогаш кога бебето престојува на отворено, е важно да има нанесено крем со заштитен фактор. Затоа токму за време на летниот период, најчеста причина поради која се посетува дерматолог е всушност изгореница кај бебето. Понекогаш не само изгореници од прв степен, за жал се случува да донесат бебења и со изгореници од втор степен, и тоа при престој на отворено само за неколку минути. Значи, толку многу е чувствителна и сензитивна на сончеви зраци бебешката кожа, со тоа што мора да знаеме дека треба да биде навистина секогаш соодветно заштитена. Не само со креми со заштитен фактор, но и секогаш да ја пружиме механичка заштита во смисла на носење на заштитна облека, телото на бебето мора секогаш да биде покриено. Во однос на тоа дали само изгорениците може да бидат проблем за време на летниот период, се разбира дека покрај изгореници се појавуваат влошувања на дерматитите кај бебињата. Атопискиот дерматит секогаш влошува за време на летниот период, затоа што повисоката температура, поголемата влажност на кожата, поголемото лачење воопшто на пот и на себум, всушност кожата ја прави доста почувствителна, па така веќе заболената атописка кожа секогаш многу посериозно се иритира, така што негата треба да биде многу поголема за време на летниот период. Меѓутоа, исто така, многу чест осип кој се случува за време на летниот период, пак понекогаш од прекумерно користење на несоодветни препарати кои што создаваат оклузија на бебешката кожа, има еден тип на осип кој ние го нарекуваме милиарија, или тоа е еден вид на осип од потење или осип од презатоплување на кожата на бебето, кој настанува од една страна како резултат на
термички стрес кој кожата го доживува, а од друга страна на нанесување на несоодветни препарати на кожата на бебето кои ги затнуваат порите и се јавува токму овој осип. Затоа не случајно секогаш потенцираме дека локалните препарати кои се нанесуваат на кожата на бебето треба навистина да бидат медицински препарати кои се клинички тестирани и докажани за употреба кај нежната бебешка кожа.